Добро вечер и благослов Божи се разбира до слите слушатели кои што ја слушаат оваа вечер емисијата Гласот на вистината. Ја пред се сакам да се заблагодарам на сите вас кои што сте отворени и отворате вашето срце за да можете да го слушате, се разбира, Гласот Божи. Библијата вели, Бог вели дека моите овци, моето стадо го слушаат мојот глас и врваат по мене. Така да ние сме Божјо стадо, луѓе кои му припаѓаме на Господ. Всушност имовина Божја, деца Божји и наследници на Царството Божјо. И ние сме тие кои што го слушаме неговиот глас и врвиме по него. Како што кажав, навистина мене ми е мило драго што можеме и ова вечер заедно да бидеме и да ја слушаме емисијата Гласот на вистината. Веќе ова е четврта емисија во која што зборуваме на вистина за една прекрасна и посебна тема. Тема која што проникнува од самото Свето Писмо, од историјата, а тоа е Христовото раѓање. Сметам дека ова вечер ќе биде посебна вечер, се разбира, затоа што ќе зборуваме за Христовото раѓање. И тоа е голема радост за сите нас. Минатиот пат слушнавме дека таа радост не е таргетирана за одредена група на луѓе, туку таа радост е за целиот свет. Во Светото Писмо зборува дека Бог го испрати најдобриот и најсовршениот подарок за сите нас. Кога ќе отвориме во посланието на Јаков, првата глава, 17 стих ни е запишано вака: секој добар дар и секој совршен подарок иде од небото, симнувајќи се од таткото на светлината, во кого нема промени, ни сенка од измена. Значи, најдобриот и најсовршениот дар кој нам ни бил испратен на овој свет тоа е Христовото раѓање. Христос се роди, навистина се роди. Бог го испрати својот син на овој свет. Во Евангелието на Јован, 3 глава, 16 стих, Библијата вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да загине, но да има живот вечен. Еве зошто е толку добар и толку совршен овој подарок. Затоа што преку овој подарок ние се здобиваме со живот вечен и наследници на Царството Божјо. Потоа во Тимотеј, 1 Тимотеева, 2 глава, 5 стих, апостол Павле му вели на еден млад човек по име Тимотеј: зашто еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Исус Христос. Ова е една изобилна тема за која што се надевам дека во иднина ќе можеме малку повеќе да подискутираме по прашање кој е посредникот на овој свет помеѓу Бог и луѓето. Денеска луѓето размислуваат, зборуваат дека има повеќе посредници, доколку Светото Писмо, ако почнеме да го читаме, ќе откриеме дека постои само еден посредник помеѓу луѓето и Бог, а тоа е човекот Исус Христос. Всушност, тоа е најдобриот и најсовршениот подарок кој посредува меѓу нас и Бог, а тоа е Христовото раѓање или Христос, нашиот Господ и Спасител, се разбира. Но, како што најавив, сакам малку да зборуваме за пророштвата кои ни се дадени пред Христовото раѓање. Малку сакам да се занимаваме со оваа тематика. Да видиме што Стариот Завет, што пророците ни зборувале за раѓањето на Месијата, за раѓањето на оваа дете. Затоа што Бог, тој самиот, им се објавувал на луѓето во свое време, испраќајќи ги своите пророци во Израел, дека една ден тој ќе се симни од небото и ќе живее меѓу луѓето. Минатата емисија баш го спомнавме првото месијанско
пророштво кое беше дадено во Едемската градина во рајот, каде што Бог го создаде за првата брачна двојка, а тоа е Адам и Ева. И видовме и прочитавме дека Бог го предупреди човекот, но човекот не го послуша гласот Божи и стана непослушен. А потоа видовме во 15 стих од таа 3 глава дека Господ му вика на сатаната, на ѓаволот, на клеветникот, оној кој што ги измами Адам и Ева. И ставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу родот твој и породот незин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш за петата. Ово пророштво е исполнато после 4000 години. Значи, ова е пророштво изречено од самиот Господ Бог. Па дури и сите пророштва кои што се изречени преку пророците, всушност Бог е тој преку Светиот Дух кој зборувал преку пророците, им ја најавувал својата посета на овој свет, се разбира. Затоа е многу важно ова да го разбереме. И затоа Калвин вели состојбата ќе беше очајна ако Бог не се симнеше до нас. Ние никако не ќе можевме, се разбира, да си скачиме до него. Но, реков, ќе зборуваме за старозаветните пророштва. Едно од тие главни пророштва, први пророштва, кои го објавува планот Божи понатаму за избавување на човештвото, е овој стих од првата книга на Мојсей, или книгата Берешит, кој значи во почетокот, 3 глава, 15 стих. Како што реков ова емисија, малку ќе се позанимаваме со старозаветните пророштва. Ги има во голем број, во изобилство, но ние само, ако ни дозволи времето, ќе можеме да разгледаме неколку пророштва кои ни се запишани во Стариот Завет. Еве ќе отвориме во таа иста книга, во првата книга на Мојсей, 49 глава, ќе го читаме 9 и 10 стих. Еве што ни вели Словото Господово. Јудо, лавче моје мало, од грабеж се издигна, сине мој. Се наведнуваш и легнуваш како лав и лавица. Кој смее да те предизвика? Нема да се одземи жезелот од Јуда, ниту од бедрата негови, се дури не дојде миротворецот, кому ќе му се покорат сите народи. Всушност, овде зборува точно за доаѓањето на Господ Исус Христос. За синот Давидов. Всушност, тој е син на Аврам и син на Давид. Кога ние добро ќе го проучуваме, простудираме Светото Писмо, ќе видиме дека Израел сочинувал или имал 12 колена. Едно од тие колена било царско колено, од кое потекнува и самиот Господ Бог. Но кога се зборува за Јуда, точно Исус доаѓа од јудиното колено. Тој е исто така, мораме да знаеме, внук на Аврам или синот на Јаков. Библијата вели дека Аврам го роди Исак, а Исак го роди Јаков. И Јаков ги роди 12 синови. Еден од тие 12 синови се викал Јуда, откаде потекнува и доаѓа самиот Господ Бог. И тоа била царска лоза. И затоа Исус е цар, Библијата вели дека тој е цар, тој ќе влада и дека неговото царство ќе нема крај. Потоа, за Божјото раѓање ни зборува всушност целото писмо. Исус исто така ни зборува во Евангелието на Јован, евангелистот Јован ги запишал тие нешта, дека Исус им се обраќа на таа толпа на народ, особено на верските водачи во тоа време, дека целото писмо зборува за него.
И таму тој дури набројува клучни личности кои можеме да ги видиме во Стариот Завет, кои биле наречени херои на верата. А тоа е Аврам и Мојсе. Аврам е прататко или татко на израелците. Но Мојсе е човекот кој ги извади од египетската земја и преку него Бог направи многу чуда, го ослободи Божиот народ, но исто така му го даде и декалогот. И дон денеска евреите се конат за Мојсеевата вера. Исус зборува дека поголеми е од двајцата и дека ги има видено. И доаѓа до сукопи по сите тие нешта за кои зборува дури и Господ Исус од страна на тие верски водачи. Но за тоа, ќе зборуваме дополнително или понатамо. Еве ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија. Кога зборуваме за пророкот Исаија, Библијата зборува дека овој пророк најмногу зборувал за Божјото раѓање на овој свет. Еве ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија, тоа е старозаветна книга, и само сакам да ви информирам дека ова пророштво е изречено некаде околу 700 години пред да се случи Христовото раѓање. Ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија, 7 глава, ќе го прочитаме 14-тиот стих. И еве таму што вели. Затоа самиот Господ ќе ви даде доказ. Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му дадат име Емануел. Потоа во 9 глава од ова иста книга, од книгата на пророкот Исаија, ќе го читаме 5 и 6 стих. И еве што ни вели словото Господово. Зошто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на рамењата негови и ќе го наречат чудесен советник, Бог силен, татко на вечноста и кнез на мирот. Неговата власт и мир бескрајно ќе растаат врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утврди тој и да го зацврсти преку суд и правда од сега па до века. Тој ќе го направи ревноста на нашиот Господ Саваот. Повторно гледаме, па дури целата книга која читаме на пророкот Исаија, една од централните главните теми е всушност да зборува за Месијата, за доаѓањето на Христос или за Божјото раѓање. И тука тој зборува дека самиот Господ ќе ни даде доказ, зборува за зачнувањето и за раѓањето на Господ Исус Христос. Потоа зборува каква ќе биде власта на оваа дете. Во Новиот Завет, во Евангелието на Матеј 28 глава, точно Исус вели: мене ми се даде секаква власт на небото и на земјата. А веќе пророкот Исаија пред 700 години точно зборува за таа власт. Каква ќе биде власта на оваа дете? Дека тој ќе биде чудесен советник, Бог силен, татко на вечноста и кнез на мирот. Се разбира. Ако ни дозволи времето, се разбира, ние ќе можеме и понатамо да ги разгледуваме сите пророштва кои беа дадени точно за Месијата. Еве уште едно пророштво ќе прочитаме во Словото Божјо, се разбира. Ќе отвориме во книгата на Михај. Значи, ќе отвориме во книгата на пророкот Михај, исто така и тој е еден старозаветен пророк, и тука се надевам дека ќе можеме да завршиме со овие пророштва, а потоа наредната емисија ќе зборуваме за новозаветните нешта кои што ги гледаме сега во Стариот Завет и како се исполнуваат во Новиот Завет, се разбира, со раѓањето на Месијата. Значи, Михај, 5 глава, 2 стих. Еве што ни вели Словото Господово. Вика: но ти, Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадници јудејци, од тебе ќе излезе оној кој ќе владее во Израел, од чии потекло
е од почетокот на вечноста. Еве како он изборува, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител, дека од Витлеем ќе потекни или ќе дојди самиот Спасител на оваа земја. Подоцна ќе видиме во Новиот Завет дека точно Христос се раѓа во Витлеем. Тоа е всушност градот Давидов, каде бил престолот на царот Давид. Зошто? Затоа што реков дека Исус и така започнува Новиот Завет со тој родослов дека потекнува од Аврам и Давид. Така, дотогаш имајте пријатна и убава благословена вечер. Господ нека биде со вас и Бог нека ве благослови. Се разбира, се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно. Добро вечер и благослов Божи, се разбира, до слите слушатели.